Мониторинг на загаденоста на воздухот ќе се спроведе во 5 општини, меѓу кои Штип, за да се направи прецизна анализа за уделот на изворите на загадување. За ова, општините ќе поделат €1.000.000 евра од UNDP. Во оваа фаза разгледуваме сума од 1 милион евра. Секоја општина ќе прави мониторинг на загаденоста на воздухот, зашто државните и локалните инспектори ќе бидат обучени и ќе добијат опрема со донесување на сет мерки за превенција. Можат општините можеби да размислуваат во насока да почнат да ги субвенционираат поранливите категории, социјалните категории во општините, ако не можат да набават соодветно да речеме дрво за затоплување, па заради тоа пристапуваат кон други типови на грење. Значи постои за се начин, треба сите заедно да работиме, да се спремиме, започнува грената сезона. Во зависност од резултатите во секоја општина, ќе се имплементираат таргетирани мерки за намалување на загаденоста. Класичен пример за успешноста на ваквите проекти наведе шведската амбасадорка Amy Larsson-Jain. In Göteborg, Sweden's second largest city. Во Гетеборг, вториот по големина град во Шведска, во индустриските региони се изградени системи кои што ја ловат топлината што се емитира од индустриските системи за потоа да се искористи за загревање на водата. При тоа 93% од сета енергија во системот се рециклира или доаѓа од обновливи извори на енергија, при што емисиите на јаглерод диоксид беа значително намалени. Универзитетот Гоце Делчев од Штип располага со најсовремена опрема за анализа на воздухот, која се спроведува преку лабораторијата Амбикон. Ни овозможува значително да го зголемиме капацитетот на научни анализи кои што може да ги спроведуваме, но и не овозможува да обезбедиме податоци за креаторите на политиките и за локалните самоуправи кои што ги контролираат училиштата и просториите во кои што ќе се вршат анализите, да обезбедиме информации што ќе им овозможат многу поефикасни мерки за справување со проблемите со аерозагадувањето. По тој повод денеска шведската амбасадорка Amy Larsson-Jain, представникот на UNDP Армен Григорјан, како и министерката за заштита на животната средина Каја Шукова, ја посетеа лабораторијата Амбикон на Универзитетот Гоце Делчев, а ректорот Дејан Мираковски ги запозна со функционирањето на современата опрема.